Останете со нас и проследете го ова издание на вестите. Случајот на Видослав Трајковски од Свети Николе, кому двајца извршители му земале пари со извршни решенија за еден ист долг, го презема Хелсиншкиот комитет за човекови права. Трајковски си ги бара парите, но со камата, како што земаат извршителите. Хелсиншкиот комитет за човекови права го презема случајот на градежниот работник Видослав Трајковски, на кого двајца извршители од Штип и Свети Николе 3 години му земале пари од сметката за еден ист долг од 10.250 денари. 58 годишниот Свети Николчанец овој долг го имал кон нотар за реализиран купопродажен договор. Откако се објави приказната за Трајковски, нотарот ги вратил парите, но кај Свети Николскиот извршител. Извршителот рече дека парите стигнаа од нотарот и адвокатот, дека се на негова сметка, но тој не знае што да прави. И рече дека јас не можам да ти ги вратам парите, се дури не расчистите вие со нив. Тоа значи дека треба јас да ги тужам, а до тогаш парите нема да ми бидат вратени, најверојатно. И јас не сакам да ги земам без камата, бидејќи тие на првото извршно решение ми наплатија од 10.250 39.000. Трајковски пред повеќе од 10 години останал без работа во земјоделскиот комбинат Овче поле, пошто веќе 8 години работи како заварувач во скопски градежни фирми, за да обезбеди екзистенција за неговото семејство. Револтиран е и нема доверба во институциите. Луѓето се разочарани, меѓу кои што спаѓам и јас. Искрено да ви кажам, не сум очекувал дека во ваква демократска држава, која што се стреми за членство во Европската унија и НАТО, дека може да се случат вакви кражби на пари, со вакви големи камати. Разочаран сум, искрено да ви кажам, и прва прилика кога би можел да се иселам од Македонија би го направил тоа. Свети Николскиот извршител Сашо Ѓурѓиев во телефонски разговор потврдува дека нотарот парите ги вратил, но тој согласно законот за извршители ги задржал поради постоење на друг извршен предмет кој го имал Видослав кај него, а е постар од овој случај. Ѓурѓиев вели дека на Видослав Трајковски за задржување на парите му е понудена службена белешка, со која има право со приговор до Основниот суд во Свети Николе да го оспори задржувањето на парите на посебната сметка. Универзитетите, бизнес секторот и општините учат како да воспостават соработка за студентите да дојдат до вработување. Штип во иднина ќе добие ургентен центар. Предвидено е овој центар да биде лоциран на приемното одделение. Веќе се планира еден лекар да замине на специјализација. Штипската клиничка болница планира лекар по општа медицина да испрати на специјализација по ургентна медицина. Дел од лекарите за тоа како да пружат помош во критични моменти се обучуваа со своји колеги од Америка. Предвидено е ургентниот центар да се смести во просториите на приемното одделение. Заедно со нашите колеги од USMAC проектот Енди Сандерс, кој што освен континуирано што доаѓа тука со едукација и со на американски доктори, дојде со идеја претходните неколку години обучува доктори од ургентна медицина, повеќе се стави акцент на ортопедите и хирурзите, меѓутоа ќе бидат потребни посебни специјализации до премување на соодветните простори на приемниот дел и пренамена нивна за ургентна медицина, со што полесно ќе се овозможи тријажа на пациентите кои доаѓаат во нашата болница. Во текот на оваа година покрај ургентна медицина се предвидени уште неколку специјализации, со што Штипската болница, која е и најголем здравствен центар во регионот, за 4 до 5 години ќе добие специјалисти кои сега се дефицитарни. Планираме и други специјализации, посебно акцент на анестезиолошките и рентгенолошките, значи специјализации и специјализации за отварање како идеја ургентен оддел кој што веќе се обидуваме да го протуркаме во програмат. Во текот на изминатата година кадарот на Штипската болница доби појачување од 15 нови лекари, а огласот за вработување на 30 медицински сестри и техничари се уште е во процедура. Професори од Универзитетот Гоце Делчев Штип, представници од Центарот за вработување, од општина Штип, од основните и од средните училишта, денеска беа дел од работилницата во рамките на ЕУ проектот насловен Развивање на соработка помеѓу високообразовните институции, приватниот сектор и релевантните органи.
Универзитетските професори, бизнис секторот и општините денеска заеднички учеа како да ја подобрат соработката со цел студентите полесно да се вработат. Лидерот на проектот Хедер Казанс, кој е заменик министер за вработување и учење во Северна Ирска, вели дека на денешната работилница се споделија искуства по примерот на членките на Европската унија. Целта на проектот е да се подобри економијата на студиските програми на универзитетите. Today we are here to look at the role of the boards for trust and cooperation. Главните точки за кои ќе зборуваме денеска се диалогот помеѓу универзитетите и приватниот сектор. Инаку во Обединетото кралство имаме секторски групи, кои што служат за подобрување на соработката помеѓу универзитетите и компаниите. Тие се среќаваат редовно и дискутираат за содржините на студиските програми и нивни понатамошни измени, со цел дипломците да најдат работа што е можно побрзо по завршувањето на факултетот. Анализите говорат дека во Северна Ирска компаниите имаат голем интерес од стручни лица во делот на IT технологијата, прехранбената индустрија и земјоделството. Од Штипскиот универзитет забележуваат дека овој проект треба да помогне како полесно да се воспостави комуникација, но и соработка со приватниот сектор. Во моментов околу 500 студенти од Штипскиот универзитет добиваат стипендии од приватниот сектор. Она кое што се уште останува е дел од подигањето на нивото, бидејќи голем дел од праксата и голем дел од реализацијата на тие активности со стопанството, со државните и со приватните институции, се уште е на формално ниво и мора двете институции, односно сите засегнати страни, да станат посвесни за важноста за праксата на студентите, за заедничко споделување во одговорност и креирање на една мрежа во која што сите ќе имаме доверба едни кон други. Во реализацијата на проектот се вклучени Министерството за национално образование, високо образование и истражување, Меѓународен центар на педагошки студии на Франција, Министерството за образование и наука на Република Македонија и Министерството за вработување и учење за прекоморска соработка на Северна Ирска. Во Штип е отворен младенски инфокариерен центар, овде младите луѓе ќе имаат можност преку обуки да ги усовршат своите вештини, со што полесно ќе се промовираат на пазарот на трудот. Помалку од 30 на млади луѓе до 29 години од Штип од социјално ранливите групи ќе се поддржуваат и мотивираат, како самите да се промовираат на пазарот на трудот. Со градење на вештини, тие полесно ќе дојдат до работа и целосно ќе бидат вклучени во општеството, е ставот на Зоран Илиевски, координатор на проектот, со кој треба да се подобри социјалната инклузија на оваа група на млади луѓе. Нашата цел со самиот проект е да помогнеме на што поголем број на вакви млади, односно млади кои што доаѓаат од оваа специфична ранлива целна група, бидејќи се помалку има мерки кои што го поддржуваат нивниот развој, односно нивните вештини за да се вработат што поскоро. Во рамки на проектот е предвидено дел од младите луѓе да бидат испратени на обуки во производствени капацитети, а истовремено ќе се постави и линк со Агенцијата за вработување. Со самиот проект ќе пробаме да барем во секој од општините по 6 млади, да избереме оние кои што имаат најголема желба да се вработат, да ги пратиме на барем еден месец на практична работа во бизнис секторот и да видиме која ќе биде нивното влијание, колку тие ќе се пронајдат во бизнис секторот, односно како тие ќе се знаат на самото работно место. Нашиот план е да ги поврземе и со мерките на АВРМ за практиканство. Проектот кој е финансиран со пари од Европската унија е работен по словачки искуства. Вакви младенски инфокариерни центри покрај Штип се отворени во Скопје, Битола и Прилеп. Кои вработување се најбарани на листата на Агенцијата за вработување? Обука за помошник на сметководител, неговател на стари лица и шминкер. Ова го нуди Агенцијата за вработување со грант од околу 200.000 евра пари од Европската унија, со кои ќе се обучуваат 220 невработени од списокот на активни баратели на работа, не постари од 29 години. Во наредниот период ќе бидат објавени дополнителни 10 обуки на кои што ќе можат да се пријават младите лица. Лицата ќе бидат пратени на обука во овластени обучни центри во кои што ќе се стекнат со практични знаења, а потоа ќе полагаат и испит со кој ќе добијат лиценца. Според податоците на Агенцијата за вработување, во моментов на пазарот на труд има 6646 слободни работни места. Најголем дел од нив се во Скопје, а најбарани се хигиеничарите, продавачите, шивачите и така натаму.
Одиме сега со една сезонска тема, односно сезонски попуст. Кога станува збор за шопингот, најубаво е кога купуваме ефтино, а квалитетно. Токму во овој период од годината ги имаме сезонските попусти, кога цените на некои производи се речиси преполовени. Граѓаните сакаат да купуваат поевтино, а задоволни се и продавачите затоа што иако продаваат на попуст, сепак прометот се зголемува, а и залихите се праснат. Новогодишниот попуст актуелен и во вториот месец од годината. Во повеќето од продавниците сезонски попуст на производи. Гардероба имам моментално на попуст и може да се дозволи народот повеќе да се ги купе. Па може че има облека што е било, ако има попуст и треба да се искористат поволни случаи. Секако прво треба да се платат сметките, па ако остане нешто, тогаш пазаруваме поевтино. Личниот доход е тај. Како год да е попуст, прво што треба човек да се ги подмире трошковите према државата, струја и вода и така натака. Попустот на производите е од 20 па дури до 50%. Најмногу се намалени цените на гардеробата и на обувките. Сега беме на попуст за кој дури од 2200 на 1200. Поволно тоа? Па ме се чини дека е поволно. Кога има попуст обавезно? Можно е, за секој е убаво да си купи. Јас сега си купив. Од чизмици женски од 2200 на 1200. И баш сум задоволна. Сега сакам пак да си купам нешто, има гледам тука попуст. Попустот на производите го зголемува прометот. Па да, искористуваат ги попустите, да. Бидејќи не имаме реални попусти, така да, и стварно се добри цените со попустите се супер за нашиот пазар. Имате да кажеш повеќе промет? Да, имаме повеќе промет, да. Покрај намалените цени на гардеробата и обувките, актуелни се и попустите на бела техника и дисконти на многу прехранбени производи. Продолжуваме со Аграр. До нови инвестиции во аграрот преку ИПАР-2 програмата и гаранција на кредитите преку државниот фонд. Земјоделците од Истокот се заинтересирани за средствата од гарантниот фонд за модернизација на земјоделските стопанства. Земјоделците од Истокот се заинтересирани за новата ИПАР програма, но и за условите за користење на земјоделските кредити од банките за кои за половина од средствата гарантира државата преку така наречениот гарантен фонд. Така и ќе биде поголема искористеноста на европските пари за развој на аграрот, сметаат поголем дел од нив, со можности младите да се мотивираат за нови инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства. Гаранцијскиот фонд за земјоделството кој што ќе помогне недостатокот од готовината со која што учествува фармерот или стопанството да може да се покрие за да може инвестиција да се заокружи и потоа квалитетно да се врати на фондот. Значи имаме многу добра подготовка воопшто за земјоделството кое што во овој период до 20 година и треба да го искористат особено младите фармери, земјоделци. ИПАР програмата функционира на принцип купено, платено, половина вратено. Земјоделците досега недоволно ги искористија фондовите. Има проблеми со обемната документација, но најмногу со готовиот капитал потребен за реализација на инвестициите. Банките бараа банкарски гаранции, најчесто да го стават имотот под хипотека, што не им оди во прилог. Во наредните 10 години, преку гарантниот фонд, земјоделските кредити ќе бидат гарантирани во износ од 20 милиони долари. Кредити, значи на кој начин, за кои области и така натаму. Инаку за овој дел кој што кажав дека веќе имаме добри подготовки од страна на Министерството за да може да како регистрирани земјоделци и стопанства и така натаму, да бидеме подготвени да се искористат овие средства. Гарантниот фонд ќе обезбедува 50% од потребните банкарски гаранции. До сега најголем интерес за повратни средства од ИПАР програмата земјоделците на Истокот бараа за набавка на нова земјоделска механизација. Откупот на тутун во Штипско е при самиот крај. Според информациите од подрачната единица на Министерството за земјоделство во Штип, откупени се 140 тони тутун. Просечната откупна цена е 198 денари за килограм.
Годинава тутунот се откупуваше само во пунктот во Карбинци. Преостанатиот тутун од кооперантите на Струмица Табак ќе се откупат во пунктот на Агротабак во Неготино и Алијанс One во Виница. Велат од подрачната единица, од каде подсетуваат дека е започнато издавањето на евидентните листови кои на тутунарите им се потребни да склучат договори со фирмите за откуп на реколтата. Минатата година договори за откуп на тутун во Штипско и Карбинско склучија 198 тутунопроизводители. Годинава од подрачната единица очекуваат да издадат повеќе евидентни листови. Учениците од основното образование во наставната програма изучуваат се за и околу медиумите, медиумската работа и така натаму. Ученици од основното училиште Ванчо Прке денес беа во посета на студиото на телевизија Ирис. Тие се запознаа со работата на медиумите, но и учеа за медиумската култура, односно за тоа што смеат тие, а што не смеат да гледаат на телевизија. Посетата се дължи на наставната нашата програма што изучуваме, односно на програмата по македонски јазик, каде што се застапи на медиумската култура. Според оваа програма имаме посета во телевизиски станици, радиостаници, интернет, тоа се го изучуваме по програмата по македонски јазик. Така, децата имаат ли медиумска култура? Какво е вашето гледање на ова прашање? Па децата имаат доста медиумска култура во овој 21 век, сите се на интернет, гледат телевизија. Јас се викам Дарин Стојанов. Прв пат доаѓам овде. И ти се допаѓа ли овде? Да. Јас се викам Јована. Прв пат доаѓам тука. Јас сум Кристина Темелкова. И ти се допаѓа ли овде? Гледаш Да. редовна телевизија? Да. А што најмногу гледаш? Па емисии цртари. Јас сум Наум Јордановски. Гледам Ракомец. Јас сум Марио Богоев. И? Кој оделение си? Второ. Второ оделение. И гледаш ли телевизија? Цртани. Сега јасно ли ти е камера, што е микрофон? Да. Јас сум Богдан Петровски. И убаво ли овде? Ајде кажи ми. Да. Јас сум Дани Петровска. Гледам Цртани. Јас сум Методи Иванов. И што гледаш најмногу на телевизија? Цртани. И што гледаш најмногу на Ирис? Вести. Пред спортот од полицијата оваа вест. Кривична пријава за референт во Државното водостопанско предпријатие во Берово. 63 годишниот службеник, смета полицијата, внел невистините податоци во договорот за наводнување, склучен со физичко лице за минатогодишната наводнителна сезона и го фалсификувал неговиот подпис. Со фалсификувањето на подписот и наводно склучениот договор и подписот кој сам го ставил, се обврзал дека за сума од 10.670 денари ќе се наводнува површина на земјоделецот. Со кривичната пријава поднесена од полицијата, референтот од Берово се сомничи дека сторил кривично дело, фалсификување или уништување на деловни книги. Кикбоксерите на Гладијаторот Штип ја почнуваат борбата за медали оваа година. Овој викенд тие ќе настапат на Европскиот куп во Хрватска. Потоа на 18 февруари ќе имаат настап на меѓународниот турнир Илиджа Open во Сараево, а на 25 овој месец на државното првенство на Македонија во Скопје. Долготрајни и макотрпни беа подготовките на кикбоксерите на Гладијаторот Штип за тешките искушенија кои ги очекуваат во периодот кој следи. Под раководство на тренерите Кирил Нацев и Шено Ласанов успешно беа спроведени техничко-тактичките замисли за темпирање на формата на напреварувачите кои веќе од овој викенд ги започнуваат борбите за медањи. Во зависност од условите и финансиските можности на клубот Гладијатор ќе зависи и бројот на борците кои ќе треба да настапат на Европскиот куп во Карловац, Хрватска. Европскиот куп ќе се одвива во периодот од 10 до 12 февруари,
и на него веќе се пријавени над 2000 борци од 38 земји. Нашите кикбоксери ги краси добар углед и одличен рейтинг, бидејќи на минатогодишното првенство беа шести во генерален пласман од вкупно 40 екипи кои настапија. За квалитетот и одличителен настапен на Гладиатор сведочи и поканата за учество на меѓународниот турнир Ilidže Open, што веќе седмиот викенд, односно на 18 февруари, ќе се одржи во Сараево, Босна и Херцеговина. На крајот на овој месец, кикбоксерите на Гладиатор ги очекува и настап на државното првенство на Македонија, кое на 25 февруари ќе се одржи во Скопје. Вреди да се истакне дека сите овие големи турнири ќе бидат тест и увид во формата на сите наши надпреварувачи, имајќи предвид дека од 2 до 9 септември градот Скопје ќе биде домаќин и организатор на Европското кикбокс првенство. Овде завршуваме, ве поздравуваме, ви посакуваме пријатна вечер и благодарност за вашето внимание.